Почитувани гледачи, добра вечер во уште едно ново издание на емисијата Визави на програмата на телевизија ВИС. Денеска се одржа општинските надпревари во прва помош, кои што традиционално ги организира Општинската организација на Црвен крст Струмица, па пригодно ќе позборуваме на оваа тема со Ивана Друбарова од Црвен крст Струмица. Добра вечер, добре дојде. Добро ве најдов. Во описот на вашето работно место, велите вие сте помлад стручен соработник во здравствено-превентивна дејност. Може ли на почетокот да објасниме што подразбира здравствено-превентивната дејност? Здравствено-превентивната дејност опфаќа дејноста на првата помош, тоа значи дека уствари ние ја водиме првата помош. Јас ја водам првата помош. Исто така тука спаѓа првата помош за возачи, првата помош за работни организации, за пловни објекти и низ училиштата што ја водиме кампањата Твоето незнаење чини живот. Тоа значи дека ги обучуваме самите подмладоци како да научат да укажуваат прва помош. Исто така под здравствено-превентивна дејност опфаќа и крводарителството, како дејност која што го водиме ние во соработка со службата за трансфузиона медицина. И како промотивни програми имаме под здравствено-превентивна дејност како одбележување на здравствени програми, односно превенираме болести, како недела на борба против болест, шеќерна болест или срцево-садови заболувања, како и други програми, недела на хигиенизација и така натаму. Имате постојано активни програми, по неколку претпоставуваме, што имате во моментот? Тоа ни се традиционални активности кои што секоја година ги одбележуваме во одреден период од годината. Си имаме одредени недели за тоа, а во моментот сме посветени само на првата помош, бидејќи таа ни е најактуелна. И поминуваме време со обучување на младите волонтери и на учениците од основните и средните училишта. Така. Се одржа општинскиот надпревар во Црвен крст. Што представува овој надпревар? Традиционално секоја година ние организираме општински надпревар по прва помош на кој што учествуваат сите основни и средни училишта, така што се надпреваруваат во две категории, како во средни училишта на сите средни училишта како една група и како друга група подмладоци се основните училишта. Тие две категории посебно се надпреваруваат меѓу себе, се со цел да се стекнат со вештини околу укажување на самата прва помош и тие напоредно вежбаат пред тоа, односно се обучуваат и нормално се стекнуваат со дипломи после завршувањето на тој надпревар. Дали може, например, од некој училиште да има две екипи или имаме строго прописи дека едно училиште може да понуди само една екипа? Најчесто се по една екипа од училиште, но се случува и да имаме од некој училиште по две екипи, доколку има многу пријавени ученици. Се разбира, самите професори кои што се одговорни за таа екипа си ги селектираат учесниците. Така. И на тој начин они одлучуваат дали ќе има една екипа или ќе има две екипи на тој надпревар. Може да се случи и некое училиште воопшто да не појави интерес за тоа, но досега ретко се случува тоа. Така. Кои наставници најчесто се одговорни за селектирањето на екипите за овие надпревари? Постои некој профил на наставник или може било кој да речеме? Може било кој, значи тоа е до самиот професор или наставник. Најчесто тие професори се по вештини, кои што всушност имаат еден дел во нивниот предмет како тема прва помош за учење со самите ученици, но може да биде било кој. И како оди запознавањето на училиштата со можноста да учествуваат на ваквите надпревари, а претходно нели децата да стекнат одредени знаења и вештини? Дали ги презентирате секоја година, ги анимирате на некој начин или едноставно тие знаат дека во овој дел од годината се одржува општинскиот надпревар, па имате некаква друга комуникација? Ние ги анимираме самите училишта, им праќаме известување за тоа
дека ова година ќе се одржи надпревар по прва помош. Ние им праќаме известување, тие ни возвраќаат со пријавена екипа и на тој начин веќе ние комуницираме. Имаме обучени демонстратори, наши волонтери, млади демонстратори по прва помош кои што работат со тие екипи, односно со секое училиште работат по одредено време, непосредно по 120 минути или 160 минути од предавање на најразлични теми од самата прва помош, се со цел да им ја долува целта на првата помош и самото тоа како се укажува на секоја повреда посебно. И колку однапред треба да почнат обуките за децата да имат некако, да им бидат, да речеме, легнати знаењата и да може да ги испробат со своите врсници на надпреварот? Обично 2 месеци пред надпреварот, но зависно може да траат подготовките и 1 месец. Зависно од екипата, колку ќе имат знаење, предзнаење, дали имат претходно учествувано тие ученици и дали да кажам на некој начин дали полесно ќе ја сватат првата помош или потешко. Со некои екипи се работи многу помалце, со некои многу повеќе, зависно од тоа колку им е нив потребно. Така, и вие така се прилагодувате? Да, се прилагодуваме. За да може децата. Каков е интересот генерално кај младите, еве кога ќе стигне известувањето во училиштето и има ли голем број на млади кои што сакаат да научат нешто повеќе, што е навистина понекогаш нужно и да се знае и да се презентира во одредени ситуации? Да, интересот е многу голем. Во принцип, претежно учениците кои што сакаат, посебно оние од основните училишта, кои што сакаат да продолжат во средно медицинско училиште, тие не имаат најголем интерес, затоа што им е претежно интересно да научат прва помош. И обично најголем интерес имаме од средното училиште Димитар Влахов, исто така, нели, како медицинска струка, тие најмногу имаат интерес. Мислам дека да има како секоја година ќе го пријават цел клас, затоа што им е многу интересно да учествуваат. А колку е важно всушност што повеќе ученици и млади луѓе да ги научат вештините на пружање прва помош? Независно од тоа дали професионално некогаш ќе се занимаваат со медицина. Многу е важно, бидејќи првата помош е една витална интервенција која што спасува живот. Значи, непосредно дали сме медицински лица или не, многу е важно да знаеме да укажуваме прва помош, бидејќи не знаеме во кој момент ќе ни биде најпотребно. Може да ни се случи и дома, и на улица, и било каде да ни е потребно да укажеме прва помош и да спасиме нечiji живот. Првата помош како интервенција може да помогне да се зачува животот на самиот повреден, да се намалат болките и да се спаси нечiji живот. Ако не ве укажеме правилно прва помош, значи може да се доведе до многу компликации, па не дај Боже и до смрт кај самото повредено лице. Затоа ние инициираме секое едно лице да научи прва помош. А има ли заинтересирани кои што можеби вака без некој повод се јавуваат во просториите на Црвен крст и појавуваат таков интерес? Да, има многу. Имаат ли можност? Организирате ли некои такви обуки, да речеме, за луѓе кои што не се во рамките на одредена организација, ниту во рамките на некоја кампања, туку кога некој ќе пројави па да се направи група? Да, се прави група, обично во летниот период правиме како летна школа за прва помош. Ова година е исто така планирано во рок на овие 3 месеци, од јуни до август, во тој период да организираме летна школа за прва помош, како за оние кои што немаат знаење, исто така и за оние кои што подзаборавиле, па да се потсетат. Тоа ќе биде најчесто за група на луѓе кои што имаат интерес да научат. Може да биде за било која категорија на граѓани, од млади па се до повозрасна популација. Така. Хајде да им се навратиме на општинските надпревари. Што представува едно општинско надпреварување во смисол што се испробува или што се проценува како вештина кај учениците? Какви се нивните задачи по кои што тие потоа подоцна се оценуваат? Тие се оценуваат на 3 бази, каде што имаме представено по 3 повреди.
Непосредно може да бидат повредите од клиничка смрт до скршеници или најразлични посекотини. Се со цел ги оценуваме како би укажале прва помош во тој момент, како ќе направат проценка на самата ситуација, како ќе направат селекција на тројцата повредени според итнос. И исто така имаме и едно поле на дисеминација каде што се одржува предавање, што всушност представува Црвениот крст, работата, принципите кои што се на Црвениот крст. И исто така ги оценуваме со еден тест на заокружување колку всушност тие се запознаени со работата на Црвениот крст. Знаењата кои што ги ве покажуваат на тестот имаат од каде да ги прочетат или мора да бидат доволно внимателни и сконцентрирани за време на предавањето единствено? Имаат од каде да ги прочитаат, значи имаме изготвено прирачник како поле на дисеминација, но тоа ни е како да кажам како забавен дел, нешто да научат повеќе. Додека пак трите бази се оценуваат според ревидирани супозиции, тие се изготвени од страна на Црвен крст на Република Северна Македонија, кои што ни се дадени и ние оценуваме стрикно според тие супозиции. Значи во цела Македонија ние исто не смееме да отстапуваме од тие супозиции на секој надпревар. Што со најдобрите екипи? Дали продолжуваат на регионално или можеби државно ниво? Најдобрите екипи прво место само може да продолжи на државен надпревар, но од категорија на млади, односно на училиште кој што ќе освои од категорија на средните училишта. Додека пак основните го прават тоа само за мотивација за понатаму. Имате ученици кои што со години можеби се дел од надпреварите или претпоставам дека се забавни, дека на децата им е интересно да бидат дел од едно такво искуство? Имаме, најчесто тоа се наши волонтери, долгогодишни волонтери, кои што некои од нив започнале во периодот кога биле во основно училиште, па ето традиционално продолжуваат сега и во средните училишта да се надпреваруваат, но исто така тоа има и гордости на професорите, бидејќи волонтерите се сметаат за најспремни прва помош, па секој професор се надава дека кога во екипа ќе има наш волонтер, дека првото место им е загарантирано. Кога ги спомнавте волонтерите, претпоставувам една од најголемите вредности на Црвениот крст се токму тие. Младите луѓе кои што сакаат да издвојат дел од своето слободно време за да бидат корисни во општеството, особено во помагањето. Имате ли доволен број волонтери? Да, моментално имаме околу 50 активни волонтери кои што се во секојдневието тука, но исто така имаме околу 20 волонтери кои што не се активни, но повремено доаѓаат или на повик, кои имат помалку слободно време, но претежно се тука. Која е граничната возраст за една млада личност да може да биде волонтер во Црвениот крст, се разбира, не само на хартија, туку едноставно да може да биде на некој начин овластено да извршува одредена активност? Претпоставувам дека сепак мора да има некоја минимум возраст. Во клубот на млади, значи може да биде волонтер секој едно дете од 14 до 30 години. Понатаму се разбира дека може да биде повторно волонтер, но ќе биде волонтер во други активности, но не во активности кои што се стрикно за клубот на млади. Така. И бидејќи ме некако заинтригира твојот исказ дека секој од 7 до 77 буквално може да биде волонтер. Ако имаме дете на 7 годишна возраст кое што сака да биде нели во тоа големо волонтерско семејство, има ли одредени да речеме задачи што прикладно на возраста може да ги изврши? Да, најчесто за помалите организираме како работилници или некои активности кои што ќе им бидат забавни. Не им даваме претежно големи задачи за да се прилагодат односно на тоа волонтерство или активно поминато време во Црвениот крст, но се разбира на тие кои што се веќе повозрастни си имаат други активности кои што се за нивна возраст. И за заокружување на овој разговор би сакала да една порака зошто е важно секоја личност еден дел од својот живот да биде волонтер.
за да го направиме општеството подобро место за живење. Ти благодарам многу, се надевам дека ќе затропаат на вашата врата многу идни волонтери кои што ќе дојдат токму со оваа мисија. Благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.